Нормално и моите слики се ретушираат, сликите за кампањите, за брендовите со кои што работам. Меѓутоа не сакам да изгледам вештачка и да изгледам поинаку откако вака кога ќе ме видите вака сега на интервју. Тоа се мали финиси кои што се, да речеме, подачњаци или некоја бубуличка и тоа е сосема нормално за мене. А додека менување на личниот опис не е моја приказна и не го сакам тоа. Реално јас не го сакам тоа. И еве ги поддржувам девојките да се прислушуваат до тоа мислење дека се убави без разлика дали се ретуширани или не. Ништо не ме вознемирува доколку излезам без шминка од дома, затоа што си се сакам навистина таква каква што сум и можеби повеќе си се сакам отколку нашминкана, реално. Затоа и посветувам на својата кожа внимание со тоа што ја чистам редовно, не знам, се хранам здраво. Меѓутоа знам девојчиња кои што имаат проблеми со акни, со кожа или евентуално се случуваат и некои психолошки проблеми, не знам, некои погледи, искривени слики на животот со кои што девојките еве одлучуваат дека не може да излезат од дома без шминка. Мајка ми, татко ми доволно ме сакале за да си се сакам и јас себе си понатаму. Социјалните мрежи навистина се преплавени од секакви филтери. Дури и јас еве некогаш грешам со тоа што си ставам на стори слики, видеа ретуширани нели во тие филтри. Меѓутоа го правам тоа за забава. Не е тоа затоа што јас се чувствувам неубаво и така натаму. Има девојки на кои што тоа им изгледа реално, им изгледа дека е некој стереотип нели на убавина и се водат според тоа, сакаат да личат на тоа и жал ми е доколку некој би се чувствувал инфериорно во однос на некоја јавна личност која што користи многу ретуширање за да изгледа не знам како добро. Младите треба само да бидат свесни дека тоа се е шминка, токму така, дека банална шминка е тоа и дека тоа не е вистината, не е реалноста. Ми се случувало да леле не тие срампа под на шминка и се малца така. Мислам, јас тотално ги игнорирам тие коментари. Навистина сметам дека јас никогаш не би можела да искоментирам на некој нешто за личниот изглед. Пред се ја гледам убавината на душата и ако и сум можеби сум здебелена или не знам 2-3 кила или сум не знам пуфлеста во ликот и така натаму и ги немам покриена подачњаците, прашете ме дали сум среќна. Значи тоа е вистинското прашање кое што треба да се поставува. А се друго е фейк, се друго е лага.